Đavolот и ортакот негов. Чита Александар Станојков. Еден сиромав и многу лош човек не можел никако да се обогати, чунти Госпо не му помагал. Анасена, си велел сам со себе. Дали ќе се обогатам некојаш и јас како мнозина богати што не знаат да се носат како богати. Богати е онцина и на сиромав чест му правит и друзи 300 добри не правит по мнозина сиромаси што се као мене. А ако се подлизуркувам и јас крај таквите богати, и мене би ми правеле добриње. Ама јас умирам и на човека не му се поклонувам. Само да се обогатам јас, да ќе видат богатите како ќе живеам. Дете во мајка ќе расплачам за да ме познаат оти сум богат. И од сенката да ми бегаат кај ќе ме сретнат. А не до мене да се додурнуват и здраво живо да ми прават. Джаном сега не знам како да речам, ама ако се обогатам, да тога и богатството ќе ме учи. Така се богатеше Сумо Сиромајо. На тие мисли и разговори што и правил поганиот сиромав, го чул на тема го едноноѓио и туку му се исправил од зад него, та му се представил као некој многу богат човек пред него. Добро утро, пријателе, му рекол ѓаволот. Што чиниш, како си здраво живо? Дал ти Бог добро, чорбаче, му одговорил лошиот сиромав. Сполај Богу сум, вие како сте? Од кај сте чунчи како за јабанџи ве гледам? Јабанџија сум, пријателе, туку ќе те молам, му рекол ѓаволот. Ако знаете некој човек што да е на нога, за да се заортачиме и да печалиме големо богатство. Евре, господине, еве го човекот што го бараш, му рекол сиромајот. Јас сум, туку кој знае дали ќе ме приимаш за ортак? Без друго ќе те приимам, пријателе, му рекол едноноѓио. Ама ако ме слушаш во трговијата како што ќе ти велам јас, така да приимаш. Кој? Јас да не слушам. Вогон речи ми да влезам, му рекол сиромај. И ќе влезам. Татко ми го отепувам само и само пари да спечелам. Пари, јас сакам да спечелам, да што ќе ми дојде до рака, тоа ќе сторам. Браво, сете ти си бил за мене, му рекол ѓаволот. Дај прсто да се заортачиме и оди по мене да ватиме некоја работа да видиш како се печалат пари. Тргна сиромајо по него и го однесе сопрво при пашата, таму го прикажа отиет вреден да му носи абри од луѓе кои како ќе речи за пашата. На часо пашата се уварил и извадил една рака алтани та му и дал. Кога виде сиромајо толку пари, од радост излеташе и отрчал по чаршија кај некој најчесен трговец, та ја чул нешто од него лошо речено за пашата и веднаш отишол при пашата и го предал. На часот пратил пашата и го викнал чорбаџијата при себе, та го осудил да лежи 3 месеци апс. Кога чуе граѓаните оти тој сиромов го предал, голем страв зедо од него и секоја страха ради му даваше рушвет од колку не сакаше само и само да не го предаите. Од ден на ден се поеќе печалеше пари од рушвети и од други грабеши. Ката ден ѓаволот му се јавуваше и пари му даваше што испечелил ѓоатој. На, пријателе, му велел, земи и овие пари што испечелив, чувај ти в каса. Само ти мене дај ми неколку пари да си купам опинци, да друго ти неќу. Така те сакам де, си велел Сумо Сиромај. У мене да стојат парите, да ќе видиш со очи пари која ќе се делиме. Така работеле двајцата верни ортаци на сатаната бајаѓи време, дури му најдоа колај од ѓавол за да го обеси. Предавајќи еднега на пашата сиромајо за некоја работа, Арнама пашата не му нашол кабет и го испуштил. Одејќи си предадениот човек од пашин конак дома, го стрел сиромајо и му рекол: Оти бре побратиме ме предаде на паша за права Бога, оти ја забореј сиромаштијата. Не прави вака, оти е многу срамота. Мисли, братко, оти вековја скала. Али ти мене ќе ме судиш да ти имам 300 години што ти починале. Бре, знаеш оти ако те ватам за грчмак, туку ќе те оставам на место или не знаеш? Ништо не можеш да ми сториш, бре, никаков, му рекол човекот. Во исто време беше довтасал ѓаволот таму и го надеждил за да го вати за гуши и да го удеј. Држ го, бре, ортак, му рекол. Што го гледаш? Што ќе дојди? Јас тргам. Кога чу тој збор, сиромајот пустио верен ортак,
што печалеше од ден на ден за да му ја тргне ортомата, му се пушти на човеко и едно ваќање за грклан беше му го истегнал и на часот си умрел човекот. Бргу луѓе се натрчале да го виде умрението, бре, кој беше, бре, и што беше, што го удаи човекот, никој не го виде кој го удаи. Си тргнал нога за нога да си оди Сиромајо и ѓаволо по него. Одел и со прст му го покажувал на светот ортекот, оти тој го удал човекот. Го грамнале некои родниња од удаениот и го однесле на конак пред пашата да го судат. Ѓаволот го надупил пашата и пашата го пресуди да го бесат. Али од овде џанам паша ефенди, му рекол Сиромајо, јас ти бе верен твој. Ако беше верен ќерата еден, не ќе предаеш луѓе направени, не ќе ги давеше на патот за срам да ми донесиш мене, знаеш ли не знаеш? Алан шу, ќерата и апс. Увикнал пашата на џелјатите и на часот го грабнале и го однесле на вешалото да го обесат. Едно го качиле на крбло за да му ја наврат јамката и му се представи пред него ѓаволот. Аман, побратиме, му рекол на ѓаволо Сиромај, отиди ме од бесилкава ако можеш, да јас нема да ти го заборавам твоето добро. Не бој се, пријателе, му рекол ѓаволот. Јас сега ќе се качам на крбло и ќе пресечам ортомата. Така нему му велеше, а на џелјатите со око му намигаше за побрзо да го обесат. И го обесиле на часот. Што му излезе душата на Сиромајо, му ја зел ѓаволот да му ја однеси во вечно. Пријателе, што виде кога ти излегуваше душата? Го праша ѓавол. Еден тоа ропинци видов, пријатели, искинати, му рекол Сиромајо. Тие опенци се пријателе што ми купуваше ти и сите искинав дури да те донесам на вешало и душата да ти ја земам за вовечна. Подказано да ти ја клам за да спотенеш огно приказано да врие. Разбра сега? Така му рече ѓаволо и го однесе во вечна мука подказано.